Оној кој што не пробал во количка нема представа тоа колку е тоа тешко, колку е тоа захтевно и каква треба желба и каква треба физичка подготовка. Денеска на нашиот тренинг гостини се децата од учениците од Основното училиште Блаже Коневски. И како што и самите видовте, една убава, прекрасна атмосфера во која што имаме еден инклузивен надпревар. Прво ги запознавме децата со нормално кошарката во колички, историјатот, значењето и после тоа играме еден инклузивен надпревар помеѓу репрезентативците на Македонија во кошарка во колички и самите ученици. Така да ова е еден проект кој што се надевам дека ќе продолжи во иднина, бидејќи навистина се работи за проект во кој што ги доближуваме самите деца до лицата со телесни инвалидитет. Тука може да се запознаат каква е положбата, ситуацијата на лицата со инвалидност, односно на лицата во моментот на лицата со колички. Децата прв пат седнуваат, некои од нив се кошаркари, така да видат и од друга перспектива каква е играта, да ги охрабрат нивните другарчиња кои што имаат некаква попреченост да дојдат да се пријават, да се уклучат во тимот. Треба млади играчи. Вторник или среда и петок по 2 часа. Во тој период не е салата на располагање. Се прават напори да имаме уште некој ден, барем уште еден во неделата. Значи тренизите се различни. Дали е тоа технички тренинг, дали е тоа кондиционен тренинг, дали е само шутирање, разни акции, напад, одбрана и така натаму. Значи динамично, исто како секој тренинг на секој спорт друг. За 8 секунди мора да ја пренеса топката од едната до другата половина, тројката е на исто место, слободните се на исто место, исто се игра 4 пати по 10 минути, со еден тајм-аут, 2 тајм-аути, значи тоа линијата за слободни фрлање е на исто место, значи правилата се исти. Би требало да дојдат, да пробат, не мора да продолжат, ама едноставно може да дојдат да се запознаат, да испиеме кафе, па во разговор да видиме дали се они за таа работа или не, се едноставно да ги охрабриме, затоа што сите овие лица позади мене се со некаква попреченост и го победеле тоа табу дека не се еднакви како сите други. Сума од самото основање, да не кажам и еден од иницијаторите или од луѓето кои што беа вклучени во самиот почеток, значи со нашиот претседател Бранимир Јовановски. Контактите беа преку него и Паралимпискиот спорт на Словенија. Он ме замоли да пробам да најдам лица во количка кои што би можеле да се справат со овој нов спорт. И така почна целата работа.